Денеска се одржа 42-та седница на Советот на Општина Штип. На дневен ред беа поставени 17 предлог прашања, со тоа што на самиот почеток на седницата беше предложена уште една точка, односно за итноста за воведување на точка за финансии во врска со новогодишните и божикни празници. Ова всушност ја вжешти состојбата меѓу советниците од опозицијата и позицијата. Пред почетокот на првата пауза не изостанаа навредите, обвинувањата, па изгласувањето на дневниот ред остана на пауза. Не се обраќате вие на советници, јас сум на говорница. Може? Јас сум на говорница. Микрофонот е мој, сега вие седите и слушајте малку паметни работи, ако може. Значи, пола саат слушаме нешто што во современиот свет се вика празно говор. Да се говори нешто не на советници, бидејќи сите ја знаеме работа за која станува збор, него да се говори на јавноста. Да си знаете колку сме ние загрижени за народните пари. Не бе луѓе. И на вас и на нас не е јасно. Во апсолутно ворнени околности се случува сето ова од два аспекти. Првиот аспект е короната, вториот избор на градоначалник. И вие тоа исклучително добро го знаете. Еве го доказот. Како работи мнозинството, како размислува мнозинството. Дека секако они ќе си донесат одлука што сакат. Еве, самиот советник тоа кажа, припремен вас, ќе си донесеме што сакаме. Така и со сите одлуки. Така и со ова точка. Ние сме тука вишок, ние ја тормозиме. Ние некого тормозиме тука. Па не сме дојде приватно ние тука некого или кај некој не гости, па да го тормозиме. Убаво во ова што го кажете би сакала, и јас убаво предложив и тоа процедурално дека треба да се прекине дискусија, да нема и да има пауза за разгледување на овој материјал. Вие се согласивте и потпосле дадовте збор на вашиот колега од Социјалдемократскиот сојуз, кој што излезе и кажа заради тоа што ние дискутираме на бината, ние советницката група на ВМРО ДПМН ве малтретира вас, што е недозволиво однесување, и второ, тој како баба Вања знае и дека нема потреба комисијата да разгледува, дека ние со 3-2 секако ќе опоминеме тоа. По завршувањето на првата пауза од 15 минути продолжи жешката ситуација, со што опозицијата ја напушти самата седница, откако претходно доби извинување кое јавно го побара. Советничката група на ВМРО ДПМН нема да даде легитимитет на оваа седница. Вие сте легални, може да си продолжите и да си ја терате работа. Значи, бараме длабоко извинување од советничката група на СДС, овој парламент, за односот на нивен советник према опозицијата. Со најдобра волја да продолжиме со седница, ако се некои зборови били преки од моја страна, јас ви се извинувам. После извршените консултации во кругот на советничката група на ВМРО ДПМН, одлучивме да останеме на ставот да не присуствуваме на оваа седница. Ова беше последната седница на Советот на Општина Штип за оваа година, а прва на новиот градоначалник на градот Подисарот, но очигледно не му започна најдобро. Не сакам мојот мандат да започне како градоначалник на сите граѓани на Штип, да започне со навреди и изјави дека се навредени дали се тоа опозицијата или позицијата. Искрено, треба да бидеме свесни и да бидеме одговорни сите пред себе, а потоа и пред граѓаните, дека секој изјава што ќе ја дадеме има тежина и знае да боли. Ова се дел од настаните кои остануваат непознати за јавноста, додека советниците одлучуваат за буџетот на Општина Штип.